Месец дена по големите пожари, кои опустошија голем дел од македонските шуми, црните траги по планините се уште сведочат за силата и разорната моќ на огнената стихија, која уништуваше се пред себе. Погледнато од воздух, од поголема височина, овие изгорени делови на шумата изгледаат како оштетени делови од белите дробови. Екипата на Канал 5 помине еден ден со воздухопловниот винг на армијата, кој, иако гаснењето пожари им е сосема споредна задача, сепак се покажаа како еден од главните столбови на кои се темелеше успешната акција за гаснење на пожарите. Пилотите, иако млади, со 31 и 32 години, сепак со големо пилотско искуство, стекнато по обуките во школите за пилоти, без никаков проблем одговараат на ваквите задачи, но нагласуваат дека точките каде ќе се истура вода сепак ги одредуваат стручни лица од земја, за тие од воздух да им бидат подршка во спречувањето на ширењето на пожарите. Гасењето на пожари го извршувавме во координација со луѓето од Центарот за управување на кризи, каде што тие најчесто действуваа. И нашата задача или примерна цел беше помагање на луѓето кои што се на земја, кои што директно го гасат пожарот, а ние со помош на нашата опрема која што имаме за гасење пожари, им помагавме во нивната задача, односно извршување на задачите. Копилотот механџиски по потекло од Беровско Русиново поемотивно ја доживеал битката со пожарите, бидејќи помагал да се бранат села во кои и тој има своји другари. Ја имам пријатели од Умлена, од Будинарци, од Митрошинци, од сите села тамо кои што беа зафатени со пожарите. Бев активно вклучен во комуникација со истите, се трудев да координирам колку што можам со лицата на земја, да кажат кај има потреба навеќе да се интервенира. Дента пред тоа, да речеме вечерта, се слушаме дали од Сабајле има потреба итно да полета хеликоптер, дали има друга, да речеме, некоја огнена стихија кај што треба поправо да се иде, да се даде приоритет и така. Меѓутоа, мотивираноста и емотивното чувство, да речеме, кога се оди на такви задачи во родните краеви, секако е поголема и така појака, посилна. Армиските хеликоптери Ми-17 во текот на 24 дена, колку што действуваа, имале 110 часа налет и во действувањето да се спречи ширењето на огнената стихија, која се ширеше најмногу поради ветрот, истуриле 850 тони вода. Засилен ветер и денеска имаше во обиколката што ја правевме на овие лузни по белите дробови што се случија од засилените пожари. И тие денови ветрот беше главниот непријател за гаснењето на пожарите. По обиколката на голем број пожарени места, само што се вративме, за пилотите и дополнителниот екипаж пристигна повик да се подготви повторно леталото за действување, бидејќи ќе треба да одат 2 хеликоптери да помогнат во гасењето на пожарот на Галичица.